Да, следниве неколку минути зборуваме за една интересна образовна IT идеја или можеме одлично е да се каже образовна платформа која што возможува одржување на приватни часови помеѓу ученици и тутори и се разбира решавање на различни проблематики и задачи. На оваа тема разговарам со коосновачот на Teach Hood, младиот господин Тошо Мицевски. Добро утро, добро ни дојдовте во Македонија. Добро ве најдов. И туторот Игор Богдановски, добро утро, добро ни дојдовте и вие. Добро утро, добро ве најдов. Ова е прилично нова образовна платформа во Македонија, која што може се разбира да биде на сите паметни телефони или пак на оние персонални компјутери кои што ги имаме по дома. Една интересна новина, може ли да им објасниме на гледачите зашто станува збор? Па, гледачите најверојатно се запознати со класичниот начин на туторство или земање часови, каде што најчесто ученикот оди ке туторот и се одвива часот, или пак туторот оди ке ученикот и се одвива часот. Ние сакавме да го дигитализираме целиот процес, да го оставиме во клаудот, што се вика на интернет, каде што самиот процес од запознавање, пронаоѓање на самиот тутор, до закажување на часот, наплата на часот, како и одржување на самиот час, е во виртуелна средина, односно часот се одржува во виртуелна училница, каде што има најразлични аудио-визуо алатки за да се пренеси знаењето. Така, оваа платформа се уште не е почната со работа, меѓутоа веќе има интерес. 15 септември чинам дека е официјалниот датум на почеток. Да, отприлика целуваме на 15 септември, моментално сме во бета верзија, значи се уште тестираме, даваме промотивни бесплатни часови, кој сака може да дое да проба промотивен час, истовремено да ни даде фидбек за самата платформа. Во процес сме на изработка на интегриран систем за електронска наплата, кој ќе биде готов околу 15 септември и тогаш, мислам, ние се излезени сме на некој начин, зашто сме онлайн и постоиме и има одржано часови моментално, но сепак официјалниот датум кој според ние како го имаме одлучено како компанија и како Teach Hood вебсайт е 15 септември. Така, доколку ќе имаме инсертите од режија, ќе ги замолам додат, затоа што не може да ја видите на телефон оваа веб апликација толку подробно. Има регистрација и најава на сите кои што сакаат значи, да се приклучат и да закажат онлайн приватни часови со тутор во живо. Како оди, Игор, целата оваа регистрација, може ли да ни објасните? Дали е буквално лесно, дали се работи за еден клик, како што е впрочем на сите веб апликации? Да, едноставно е регистрацијата на веб страницата. Значи ученикот треба да се регистрира, ете како што се гледа на екранот, регистрација. Се регистрира, па се најавува. Така, со корисничко име и лозинка стандардно. И може после тоа да побара било кој од туторите, значи за секој тутор си има резиме, кој предмети ги предава, сите тие работи, кој има за секој тутор календар, кога е достапен за евентуално да одржи, да закаже ученикот час, се договараат преку систем на пораки туторот и ученикот, се закажува часот и се одржува. Така, до сега дали сте работеле во некоја ваква виртуелна училница, некоја ваква виртуелна заредина? Така, искуство околу давање приватни часови имам огромно наназад, меѓутоа онлайн прв пат сега преку платформата давам онлайн часови, одржав веќе неколку часови, значи имам мало, скромно искуство, меѓутоа пошто е промотивен период, така направивме неколку часови. Учениците сметам дека се задоволни, така и мислам дека ќе продолжиме и понатака. Така, предавате математика и другите... Предавам математика, предавам делови од физика и дел машински предмети, машински инженер сум по струка, така предмети што ми се блиски на некој начин. Пред малку тоа што спомена дека целата виртуелна училница е со многу визуелни алатки, кога станува збор за предавање јазик можеби е многу полесно, затоа што се слуша, се зборува, меѓутоа како оди предавањето на час по математика или делови од физиката што ги споменавте, цело време со пишување, дали тоа одзема некое време? Значи има виртуелна табла на која што во исто време може да пишуваат и туторот и ученикот. После таа виртуелна, сето тоа што е напишано, сите тие работи, ученикот може да си ги симне така
JPG слика формат, да ги има за понатака, така да прегледа што е учено, како е учено. Може да се атачуваат, ете, тоа е таа виртуелна табла. Од страна има алатки, молив, гума, сите тие работи, да се прикачат документи, може туторот може да го шерува, да го сподели екранот со ученикот, така да тоа исто така може да го гледа. Разни алатки, најдобро е учениците да конкретно да се логираат, да се поврзат со тутор, да закажат конкретно час по било кој предмет со нашите тутори. Одлично. И точно ќе видат како функционира. Точно што е ова сега што моментов го гледаме? Моментално е гледаме самата виртуелна училница, односно училницата во која се одвива часот. Од десната страна, горе десно можеме да видиме самото видео од туторот. Сепак веруваме дека, иако туторот не е физички присутен, да има барем некој eye contact, значи луѓето да може да се гледат, да се знае дека има тутор, сепак да има некоја дисциплина мала, како да кажеме. Доле е чатот, тоа е интерактивниот whiteboard, интерактивната табла, каде што кога пишува едниот, автоматски се пренесува информацијата и другиот те гледа. Се гледате, преска прашавте баш за математика, како може да се предаде, буквално сега како се предава. Значи, тутор од едната страна пишува, информацијата се предава. Може и ученикот тука да се надгради да напише, например, туторот му дае задача да одговори, па туторот со црвена бојчка му заокружи, ова е точно, вдека погреши, и сите тоа го гледаат во живо. Уште една алатка има, може да се сподели екранот. Ако има некое софтверско решение, например, да речеме текст едитор или код едитор за програмирање, значи може да се сподели самиот код едитор и во живо додека туторот му објаснува и програмира, ученикот може тоа да го гледа. И обратно, ученикот да го сподели својот екран и туторот да гледа како ученикот програмира. Размена на фајлови имаме, значи за прикачување на позадини, кои може да бидат тестови, например, најразлични тестови по математика, англиски, каде што ученикот во живо пред туторот може да ги решава. Так. Значи има многу алатки, се не можеме сите да ги објаснеме, ама во основа може да видите дека доста е прегледно, добро е. Горе ке цртичката се проширува самата училница, да може, например, ако смета видеото и чатот, сакате поише да се фокусирате на решавањето на задачи, може да се отргне, се проширува големината на училницата и слободно може да пишувате, има доволно простор. Мислам дека доволно е добро за да се пренеси знаењето и дека е доста чисто и прегледно. Так. Како и во... Дечки, морам да кажам дека идејата е одлична. Секоја чест за вакво нешто. Не знам како ќе беше во времето ние кога учевме да имаме вакви помагала, меѓутоа може ли да ни кажете дали оваа идеја е превземена од некаде чисто ваша авторска? Има ли ваква идеја во регионов, во светот? Колку што сум запознат, во регионов неам видено нешто вака слично. Додека во светот постои, претежно во Соединетите Американски држави, помалку застапено во Европа спорадично и во другите делови, идејата не е некоја комплетно иновативна идеја, технологиите постојат, таму се за користење, но нивната интеграција, начинот на кој тие технологии се искористуваат, се спојуваат во еден производ, тоа е иновативноста. Ние, например, сакаме еден вид да формираме онлайн пазар на образование, каде што се дава тезга на секој тутор и има слобода да си го постави својот распоред, цена, истовремено да може да се сподели на Facebook самиот тутор. Имаме и наш блог, каде што туторите, Игор, например, пишува на некоја образовна тема. И сега, учениците полека го запознаваат туторот со неговите математички тематики или не знам некој од областа на биологијата или хемијата и англискиот јазик и со тек на време како што си читаат и добиваат таа бесплатна информација, можеби ќе се запраши ученикот, па чекај, го знам Игор, го читам секој ден, клика на неговото име, би сакал да закажам еден час со него, да видам како ќе се одвива, да нешто да научам повеќе, например за полиноми или за некоја друга математичка функција. Пак ќе кажам, значи, интеграцијата, начинот на кој се споени работиве и самата еден вид демократија на туторите, која се разбира за нивниот профил, тоа е еден вид новитет. Значи, ве прашав ова затоа што Македонската радиотелевизија зраче на сателит, буквално не гледа цела диаспора, цел свет што би се рекло, или барем онемо каде што живеат најмногу македонци, што доколку ви сават од Сиднеј, од Мелбурн, од Канада и сакаат да работат на оваа платформа. Има ли некои разлики и промени во математиката? Знам дека е таа универзална за сите, меѓутоа во однос на наставниот план. Нема никаков проблем. Значи,
ученикот од било кој крај на светот, значи тоа е една од предностите на платформата. Локацијски не се ограничени ученикот и туторот да бидат на исто место. Значи, од било кој крај на светот може да атачува документ за конкретната програма што сака да изучува со туторот. Туторот се подготвува, универзален е, како што кажавте, јазикот на математиката, доколку говорниот јазик, барем за првичното разбирање, англиски мислам дека е исто така универзален, кој што верувам дека и сите тутори покрај мене го познаваат, да. Така да, мислам дека не е никаков проблем, никаква пречка нема од било каде човек да се прикачи како ученик на платформата, да побара од тука тутор. И да се одржи имаме и час. одржано часови со странство. Значи имаме еден тутор кој од Италија, живее во Италија, Емануела, предава француски и италијански и успешен час се одржа. Исто така имаме успешен час одржано со Сидне, Австралија, веќе кога спомнавме Австралија, без никакви проблеми, без никакви заостанувања, значи се во најдобар ред и редослед. Затоа ги правиме овие тест. Ова е буквално, значи, да се заштеди на време, без разлика кај се наоѓа. На простор и време, точно. Значи, да се заштеди на простор и време, да не мора да се патува од едно на друго место. Прво, еве ке нас во Македонија. Имаме жешки лета, студени зими, загадено е. Сега треба да патуваш од Ѓорче, да речеме, до Тафталиџ или до Ново Лисиче. Кој би сакал тоа? Никој не би сакал. Значи се троши на бензин, на транспортни трошоци, ама и самиот комфорт. Друго е дома, кога си седиш со еден клик, можеш да си пиеш кафе, сок, да уживаш во удобноста на сопствениот дом и да си закажеш час и да го одржиш тој час комотно. Место да патуваш, да чекаш автобуси, сообраќаен метеж. Мислам ова е многу добро и за самите родители. Им заштедува време, не бенефитот само кон децата, туку и кон родителите кои ги разнесуваат децата, кои се со нив, може да го наблюдуваат детето додека го одржува часот, да гледаат како се одржува тој час. Така. И така. Ни тргна убаво разговорот, имаме уште некои 2 минути до вести. Морам да прашам околу цената, дали тоа е пристапна за нашите гледачи, се разбира за вашите клиенти, дали веќе имате ценовник разработено околу тоа колку трае часот и нешто повеќе околу стратегијата да се стане онлайн тутор. Вака, значи цената зависи од самите тутори. Значи туторот си ја поставува самата цена. Е формираме, нормално имаме и ние некој наш удел, али во основа туторот е поставува цената. Тука е таа демократија што викам ја на туторот, слободата да ја постави сопствената цена. Се зависи од него како ќе се продади. Некој тутор може да постави ниска цена, некој тутор повеќе се цени, ќе стае повисока цена. Значи се тоа понуда и побарувачка, како е пазарот. Ако некој тутор е популарен, има многу часови закажано, може и да ја дигне сопствената цена, зашто е побаруван. Додека некој тутор кога е нов, кога сега е во зачетокот, уште не го знаат, нормално да ја намали цената. Значи, немаме унифицирана цена. Цената ќе варира. Некаде ќе биде поскапа, некаде ќе биде поевтина. А прашањето дали секој може да биде тутор, секој не може баш да биде тутор. Значи, пак мора да има некоја филтрација, прво интерна, од наша страна, ние имаме разговор, разговараме со човекот, сакаме да го видиме, да видиме кои се неговите, дали, мислам, credential, што се вика, додека има и екстерна оцена, која што е дава ученикот по завршетокот на часот и остава коментар. Значи, таа е екстерна филтрација. Со текот на времето, сите тутори кои се, да речеме, неквалитетни, ќе бидат систематски отстранети со тоа што учениците ќе им дават лоши оцени. Имат систем на 5 звездици, ние го викаме, каде што секој си остава, во моментот кој заврши часот, остава, тој рейтинг го остава, тоа оценување го остава. Така. Овде ќе го заокружиме разговорот, Игор Итошов, ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ќе ве поканиме повторно пред 15 септември, кога и официјално ќе почне оваа онлайн платформа. Ви благодариме многу за поканата и пак ќе се видиме. Се гледаме, се разбира 8 часот, време и за вториот блок утрински вести. Останете со Македонската радио телевизија.